Последно издание на Спорт Плюс за 2015 година. Останете со нас да ги проследиме најновите спортски информации од регионот и пошироко. Започнуваме веднаш по краткиот джингл. Засилени со селекторот и со капитенот на стартот од втората фаза на подготовките за Европското првенство во Полска. Приклучувањето на селекторот Ивица Обарван и на капитенот Кирил Лазаров официјално ги започна подготовките за Европското првенство. Засилени со селекторот и со капитенот на стартот од втората фаза на подготовките за Европското првенство во Полска. Приклучувањето на селекторот Ивица Обарван и на капитенот Кирил Лазаров ќе ја даде потребната физиономија на машката ракометна репрезентација на Македонија на стартот од втората фаза на подготовките за Европското првенство во јануари во Полска. Првата фаза ја одбележа одлуките на помошникот Данило Брестовац да ги отстрани дебитантот Даниел Дупјачанец и Мартин Велковски поради доцнење на појадокот и на утринскиот тренинг во средата, а за статусот на двајцата треба да пресече токму Обарван. Лазаров пак со самото свое присуство и со авторитетот кај колегите од националниот тим ќе го крене мотивот за докажување кај кандидатите за патот во Краков на 13 јануари. Од денеска селекцијата ќе биде посилна и со доаѓањето на интернационалците од Германија Борко Ристовски и Филип Миркуловски, чии тимови славеа во саботата. Обарван до нова година треба да го скрати списокот за Европското првенство, каде што Македонија ќе игра во групата А заедно со бранителот на титулата Франција, со домакинот Полска и со Србија. До Еврошампионатот се предвидени 4 контролни средби, од 2 со Словенија на 4 јануари, како и со Црнагора на 10 јануари и на 11 јануари во Скопје. Кирил Лазаров, најдобриот македонски ракометар, е прогласен за најдобар македонски спортист во странство во изборот според Агенцијата за млади спорт. Лазаров признанието го доби на централната манифестација која се одржа во Македонскиот народен театар во Скопје. Најдобриот македонски ракометар Кирил Лазаров е прогласен за најдобар македонски спортист во странство во изборот според Агенцијата за млади спорт. Лазаров признанието го доби на централната манифестација која се одржа вчера вечер во Македонскиот народен театар во Скопје. Оваа година беше одлична година за мене. Станав европски првак со Барселона и го развеев македонското знаме во Келн. Со репрезентацијата направивме голема работа на Мундијалот во Катар. Стигнавме на чекор до олимписки квалификации. Критиките уште повеќе не мотивираат, па сега мислам дека сме многу поподготвени. Одиме во Полска со големи мотиви, рече нашиот најуспешен спортист во странство Кирил Лазаров. Останатите добитници на признанијата по категории се: најдобар спортист за 2015 година е прогласен Евгений Попацев во пливање. Најдобра спортистка за 2015 е Стефани Тодорова во кикбокс. Најуспешна спортска федерација е прогласена Ракометната федерација на Македонија. Најдобар тренер Жарко Ристовски во одбојка. Најдобар машки национален тим е ракометната репрезентација. Најдобар женски национален тим е карате тимот. Најуспешен спортист со инвалидитет е Андреј Стојановски во пливање и најдобар млад спортист е Филип Талевски, ракомет. Уште една информација од ракометот. Главната фаза од Лигата на шампионите во женска конкуренција сезонава стартува порано од обично. Поточно за македонскиот првак ЖРК Вардар на 9 јануари против Букурешт во Скопје. Па оттаму црвено-црните дами немаат многу шанса да уживаат во празниците. Иако до почетокот на втората фаза во Лигата на шампионките за ракометарките на ЖРК Вардар има повеќе од 2 седмици. Сепак од вчера во продажба се пуштени влезниците за првиот меч на домашен терен. Првиот надпревар македонските шампионки ќе го одиграт пред својата публика во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје, а противник е романската екипа Букурешт. Надпреварот е закажан за 9 јануари 2016 година со почеток од 17 часот и 30 минути. Општина Штип упатува повик до спортските клубови и спортските работници да достават пријава за избор на спортист за 2015 година. Општина Штип упатува повик до спортските клубови и спортските работници да достават пријава за избор на спортист за 2015 година во категориите пионери, кадети, младинци и сениори.
Општина Штип упатува јавен повик до спортските клубови и спортските работници да достават пријави за избор на спортист за 2015 година. До спортските клубови и спортските модиуми се доставени пријави и критериуми за избор на најдобар спортист во категориите пионери, кадети, младинци и сеньори. Пријавите да се достават најдосно до 15.1.2016 година, тоа е петок, до Комисијата за спорт во општина Штип. Пријавите кои што ќе се достават по 15 јануари 2016 година нема да бидат предмет на разгледување. Според критериумите, спортистот сите постигнати резултати да ги постигнал како член на клуб од Штип. За рангирање на спортистите во предвид се зема и најдобриот резултат во 2015 година. Како дел од критериумите, предност имаат спортистите во апсолутна категорија. Атлетската федерација на Македонија ги прогласи најуспешните за 2015 година. Ристе Пандев во машка и Фросина Ристевска во женска конкуренција. Со постигнатите резултати, како и настапот на првите европски игри во Баку, Пандев и Ристевска заслужено ги понесоа признанијата за најдобри атлетичари на Македонија за оваа година. Атлетската федерација на Македонија ги прогласи Ристе Пандев во машка и Фросина Ристевска во женска конкуренција како најуспешни македонски атлетичари за оваа година. Со постигнатите резултати, како и настапот на првите европски игри во Баку, Пандев и Ристевска заслужено ги понесоа признанијата за најдобри атлетичари на Македонија за 2015-та. Признанија за најдобри во младинска конкуренција добија Александар Танески и Дрита Исмаили, а за најуспешни помлади младинци беа прогласени Мартина Мироска и Никола Стојановски. За најдобри тренери признанија добија Ване Стојанов, Филип Колески и Владко Давидков, додека Зоран Михајлов, Ристо Трајковски и Митре Кичевски се добитници на награда за животно дело. А младиот Кристијан Воденски е избран за дете фајтер на годината во Германија. Македонскиот вундеркинд во боречките спортови Кристијан Воденски избран за дете фајтер на годината во Германија. Оваа титула му ја додели специјализираната веб страница за боречки вештини German Fight News, која го избра 10-годишното македонче за борец на годината за деца во Германија. Успесите на сестраниот спортист кој што живее со семејството во Германија, а одбра да настапува за Македонија и покрај понудите да добие германски пасош, го привлекува вниманието на новинарите од порталот German Fight News. Во текстот кој што посебно му беше посветен на младиот Кико се вели дека чудото дете во боречки вештини е добитник на овогодишната титула борец на годината и дека припаѓа на светската елита во неговата класа. Покрај многобројните национални и меѓународни титули, малиот борец исто така беше успешен и во Нага, престижната титула што ја освои во Германија, во Монако и Нага Европа во Париз. Тој припаѓа на светската елита во овој спорт меѓу децата, а таквите може да се изборат на прсти, се вели во текстот на овој портал. Инаку Кристијан Воденски претходно има добиено и плакета за успешната сезона во борење, грчко-римски стил, во која нема пораз во целото првенство, бранејќи ги боите на Грисхајм. Покрај споменатите титули во граплинг, бразилско џиу-џицу, малиот Кико има титули и национален првак и во други боречки вештини како кикбокс, таеквондо, а изминатава есен тој почна да се натпреварува и во бокс. Уште една информација од регионот, вчера кошаркарскиот клуб Клупскиот Делчево забележа пораз. По 4 последователни победи женскиот кошаркарски клуб Клупски во дербито на колото во првата македонска женска кошаркарска лига загуби од првопласираниот тим на Бадел со 55-75. Во надпревар во кој домакините беа рамноправни во првиот дел од надпреварот, физичката кондиција дојде до израз во вториот дел со што гостинките од Скопје успеа да направат разлика од 20 поени. Првото полувреме заврши со 1 поен разлика во полза на домакинките, но тоа беше се што можеа да направат. Овој пораз тимот на Клупски е на делба на втората позиција заедно со тимовите на Студенти Лотос кои имаат по 16 поени. Првата позиција е резервирана за тимот на Бадел кои што досега немаат пораз и имаат освоено 20 бодови. На последните две позиции се наоѓаат тимовите на Шкупи и Вајс Профил. Шкупи има 12 поени додека тимот на Вајс Профил 10. Инаку по одигрувањето на 10 надпревари од првиот дел од сезоната, тимот на Бадел стана јесенски шампион во прволигашката женска конкуренција. Во продолжение на Спорт Плюс следуваат информациите од Европа и светот.
Жозе Муриньо пред 10 дена остана без работа, откако доби отказ од тимот на Челси. Англискиот шампион беше разочаран од лошите резултати на тимот, а како главен виновник беше посочен португалскиот стратег, кој доби раткин на договорот со тимот од Стенфорд Бридж. Иако го избрка, тоа не му го наруши реномето на Муриньо, кој веднаш стана цел на најдобрите екипи. Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид се најдоа во улога на можни нови клубови за тренерот, а сега како најнова опција е да седне на клупата на англиската репрезентација. Спринтерот Юсейн Болт е првиот спортист кој 4 пати бил прогласен за шампион на шампионите од францускиот спортски весник L'Équipe, откако ја доби наградата и во 2008, 2009 и 2012 година. Болт собра 818 поени за да го победи српскиот светски рекет број 1 Новак Џоковиќ и капитенот на новозеландскиот рагби тим Ден Картер. Болт во моментот се наоѓа во својот роден Трелауни на Јамајка на одмор. Болт исто така е избран и за најдобар спортист на годината од страна на Айпс Америка, кој во женска конкуренција ја избраа кубанската шампионка во скок во височина Јарислеј Силва. Еден од ривалите на Македонија во првата фаза на Европското првенство во Полска, селекцијата на Србија, верува дека ќе оствари добар резултат на овој шампионат. Подготовките се одвиваат според планот. Не очекува Европско првенство, на кое имаме големи цели. Верувам дека во јануари со добра и квалитетна игра ќе заслужиме добар резултат и ќе ги оствариме нашите планови и цели за нас, но и за државата во која мал број луѓе го представуваат спортот, кој има голема традиција и настапи на големите надпреварувања, изјавил за српските медиуми селекторот Дејан Перик. Нашиот северен сосед пред Европското првенство ќе одигра 3 пријателски средби. Првата против Романија се игра на 29 декември, а на 9 и 10 јануари ќе се соочи со Унгарија. Покрај Македонија и Србија во групата А се наоѓаат мокнета Франција и домакинот Полска. Чиле аплицираше уште одамна. Македонија испрати писмо со намери, односно апликација за добивање на организацијата на квалификацијската група, а сега истото го стори и Полска. Доколку Македонија успее да се пласира во квалификациите за Олимписките игри, тогаш неверојатно ќе биде во истата група со Полска. Единствено доколку Полска стане европски првак, работите би се измениле и незиното место ќе го заземе Шпанија. Чиле веќе е квалификуван во таа група, а последниот тим што ќе игра в квалификации ќе биде вице првакот на Африка, а очекуваме тоа да биде репрезентацијата на Тунис. Легендарниот фудбалер на Арсенал Тиери Анри е убеден во успехот на Пеп Гвардиола, доколку се пресели во Премиер лигата. Анри е голем почитувач на работата на Гвардиола и смета дека шпанецот ќе доминира во Премиер лигата, било кој клуб да го превземе. Во редот веќе стојат Манчестер Сити, Манчестер Юнајтед и Челси. Легендарниот Формула 1 возач Михаел Шумахер се уште се опоравува од несреќата што ја доживеа за време на скијање и целиот свет се моли за негово брзо закрепнување. Сепак неговиот некогашен менаџер Вили Вебер вели дека се чувствува разочарано поради тоа што за него е забранет пристап за посета на германецот. Корина Шумахер ми забрани да имам било каков контакт со Михаел. Се обидував 10 пати да добиам дозвола од Корина да го посетам, но секогаш тоа беше без успех. Тоа е навистина ужасно за мене и за мојата фамилија, бидејќи бевме блиски со Шумахер 25 години и сега никој не може да разбере што се случува, напиша Вебер на својот Facebook профил. Пред неколку денови Билд потврди дека Шумахер дише самостојно, но се уште нема некаков драстичен напредок во неговото заздравување. Поранешниот сумоборач Емануел Харборо, познат како најтешкиот спортист во светот, ненајдено почина на 52 годишна возраст. Се уште прецизно не се утврдени причините за неговата смрт, но се претпоставува дека значајна улога имале и неговите 270 килограми. Харборо во Гинисовата книга на рекорди се води како најтежок спортист, кој во текот на својата кариера имал дури и 400 килограми. Тој надвор од Јапонија важеше за еден од најуспешните сумоборачи. На 4 надпревари одиграни ноќеска во НБА лигата, единствено Портланд постигна победа на гости, на другите дуели домакините се радуваа на триумфи. Портланд до триумфот дојде откако по 3/4 беше нерешено 80-80. Во најефикасната четвртина беше подобар со 18-14. Предводник до победата беше CJ Меккалум со 35 поени, 11 скокови и 9 асистенции. Ова за Портланд е втора победа во 2 дена, откако претходно убедливо го совлада Кливленд на домашен терен. Следуваат резултати: Сакраменто Портланд 94-98, Оклахома Сити Денвер 122-112, Бостон Нью Йорк 100-91 и Мемфис Лейкерс 112-96.
Уште една одлична партија на македонскиот репрезентативец Војдан Стојановски, кој заедно со својот тим Андора однесе тешка победа против Гран Канарија од 84-77 во продолжение. Во регуларниот дел средбата заврши со резултат од 74-74, за да потоа Андора слави во дополнителните минути со 10-3. Стојановски постигна 15 поени. За крај, насмеете се од срце со ова интересно видео. Уживајте!
Ова беше се за денес, ви посакувам се најдобро, се гледаме за 7 дена. Останете со Канал Плюс и имајте пријатна вечер.